Дали ви се случило по оброкот повторно да почувствувате глад? Или можеби во текот на попладневните и вечерните часови да имате силна потреба да јадете благо? Многу луѓе се обвинуваат дека немаат доволно дисциплина и не можат да ја одолеат на храната. Но зголемениот апетит не е секогаш само прашање на волја. На зголемениот апетит може да влијае неправилниот распоред на оброци, осцилациите на гликозата во крвта, стресот, недоволниот сон и емоционалното прејадување. Затоа, како подобро да го разбереме апетитот и како полесно да го контролираме, разговараме со дипломиран нутриционист Љубица Трифунова Ѓоргиева, специјализант по фитотерапија и суплементација. Најчесто сите оние луѓе кои што се хронично уморни, кои што имаат нередовен сон, неизбалансирана исхрана и се во трка со времето и со животот, многу често се соочуваат со нерегулиран апетит, со јадење во доцните часови, со потегнување кон сладко, кон благо и во континуитет тоа може да донесе до доста здравствени последици. Причините може да бидат најразлични, меѓутоа клучот е најчесто во неизбалансираната исхрана во текот на денот или во некој од метаболичките синдроми, доколку пациентот има покачана глукоза во крв или инсулин, тука треба адекватно да се изменаџира и во однос на исхраната и во однос на суплементацијата. Инспирирана од секојдневната моја работа со толкав број на клиенти и на пациенти кои што секојдневно се соочуваат со борба во однос на нивниот апетит, посебно кај жените во перименопауза и менопауза, додека се работело нормално, сега веќе во овие години, јас како што велам народски прекидачот се гаси, па дојдовме до идеја заедно јас со мојот тим да создадеме нешто кое што ќе може да им помогне на луѓето во регулација на апетитот. Кој апетит најдобро функционира и најдобрите резултати ги дава кога клиентот кој што го потребува има регулирана исхрана, регулиран сон, се грижи за своите здравствени навики, кој апетит тука доаѓа само како дополнителна поддршка во целиот тој процес и регулирање на апетитот. Кој апетит во моментов можете да го нарачате на novera.mk, односно официјалната страна на Кој апетит, онлайн да ви биде доставено, може во нашите партнери аптеки, кои што исто така се објавени на веб страната, може преку нашиот Instagram профил да го најдете. Наменете за сите оние кои што имаат проблем во регулација на апетитот и сакаат на природна основа да пробаат да си помогнат. Наменете за сите пациенти кои што имаат проблем со гликозата, односно го регулира нивото на гликоза према ЕФСА стандардите, одобрувањата на самиот продукт. Исто така, сите оние кои што се над 18 години може да го користат без дополнителни ограничувања. Искуствата досега се дека при првото конзумирање на Кој апетит навистина ги чувствуваат бенефитите. Јас секогаш велам дајте време на суплементот, бидејќи суплемент е нешто кое што треба да го користиме во континуитет за да ги надополни нашите депоа па да даде резултат. До сега имаме само позитивни искуства и резултати, се надеваме на уште по-позитивни приказни. Постојаниот глад, зголемениот апетит и неможноста да се контролира желбата за храна не се секогаш знак дека ни недостасува желба за слабење. Тоа може да биде сигнал дека треба да го преиспитаме составот на оброците, ритмот на јадење, спиењето и нивото на стрес.